Добро вечер, како сте ми, како си поминувате? Еве не и нас од оваа страна расположени за дружба и за наградување. Ова е последна, 12-та недела од оваа убава практика да ги наградуваме лојалните корисници на ЕВН со одлични награди со кои што ќе успеат да ги заменат старите дотрајани апарати за домаќинство со нови, енергетски ефикасни со помош на вредносните ваучери и да ја следат потрошувачката на електрична енергија со сетот за енергетска ефикасност што го доделуваме. Секако знаете дека и со рационално користење на енергијата го продолжуваме работниот век на електричните апарати, а со тоа и ги намалуваме трошоците кои што би настанале нели како резултат на дотреените или потрошени електрични апарати. Штедењето на електричната енергија е многукратна добивка со која што создаваме посигурна иднина и за нас и за генерациите што доаѓаат. Затоа сите наши напори треба да бидат насочени кон разумно, рационално и мудро користење на енергијата, секако нели без тоа особено да повлијае на нашата комоција или уживање во животот. Но има уште нешто со што ќе се обезбедиме помирни денови, без непријатности, без нелагодности. Ете со точните и валидни податоци за нашиот кориснички број ќе ни овозможат да ја добиеме потребната помош и поддршка од екипите на ЕВН кога тоа ќе ни биде потребно. Например, при пожари, прекини во електричната мрежа, проблеми или недоразбирање околу наплатата на сметки или какви било други, да речеме, неповолни ситуации за нас. Само со ажурирани и точни адреса, име, презиме и матичен број ќе си обезбедиме мирни денови. Затоа да ги ажурираме податоците на evn.mk или да ги замениме старите податоци со нови, валидни и ќе бидеме спокојни дека никаква неочекувана непријатност нема да ни тропне на врата. Но ве молам, вечерва оставете ја вратата отворена за новите 24 награди што ги доделуваме во ова коло. Еден вредносен ваучер од 100.000 денари наменет за купување на апарати за домаќинство, 3 вредносни ваучери од 30.000 денари, исто така наменети за купување на апарати за домаќинство и 20 сетови за енергетска ефикасност составени од мерач за електрична енергија, тајмер и метеоролошка станица. Останете тука да видиме во чии раце ќе отидат наградите. Добро е да знаеш дека имаш некој што секогаш е тука, подготвен да ти го олесни денот. Со Е-пункт плаќајте ги онлайн вашите фактури за електрична енергија со само еден клик. Регистрирајте се за Е-пункт на evn.mk. ЕВН, секогаш тука за вас. Се договараме една вечност да одиме на гости кај Кристина Петровски Арнаудова, Кика или Кикс, како што јас ја викам, но со грижата околу двете прекрасни дечиња, Максим и Матео, и се она што преокупира една мајка на две деца, понекогаш е на вистина тешко да се најде термин во агендата. Кристина и покрај сите обврски пишува, продуцира и снима песни и се занимава со Сдруженијето за хумано општествен развој, проект Среќа. Ајде да ја одиме на гости. Со сите цидови околу нас, ладен воздух дишам долго, јас не ти слушам глас. Сакам времето да застане сега, за да не морам да гледам. Кристина Арнаудова Петровски. Ја сакам не само затоа што е уметник, артист, изведувач и безпрекорна мајка, највеќе од се затоа што делиме исти семејни вредности и уште подраго ми е што сум кај тебе дома, ете, и што можеме конечно да си направиме муабет за тоа во што веруваме и за тоа колку сме си посветени на семејството, колку сме лојални на партнерите. Ете така, колку, како да кажам, со полно срце си го живееме. Многу сме домашарки. Многу сме домашарки, нели? Ете така, баш дискутиравме со една пријателка дека Не знам дали е тоа за фалење. Не знам дали е за фалење. Не знам, мислам, ама не се бега од тоа. Да. Ти од секогаш ли си така? Од секогаш ли си приврзана и лојална кон домот, кон семејството? Да. Што си замислуваше кога го креираше овој дом? Што ти беше главната замисла за како постигнување? Што сакаше каков амбиент да направиш? За себе верувам тогаш немавте деца, нели? Не, нема. Во овој дом се вселивме 2009 година и овој е нашиот прв заеднички дом со Александар, со мојот сопруг. Буквално секоја ситница во овој стан е креирана од нас двајца. Значи се што има овде е направено по нарачка, нацртано од нас, измислено. И со многу љубов и радост го правиме тоа, затоа што долго време чекавме да имаме наш дом.
вака како голема домаќинка, што готви, што чисти, Многу го ми е уредува незгодно станот. како ми спориш. Така е. Тоа е вистина. Што ти е најважно да имаш? Јас знам да речеме кои ми се клучните точки во станот, кои што сакам да ми се безпрекорно чисти, безпрекорно функционални, точно јас како што сакам, а другите можам и да правам компромис. Што за тебе беше клучно да го имаш во станот? Не знам, еве, функционална кујна, добри апарати, уреди. Аквариум? Што беше она што беше есенцијално да го имаш дома? Љубов. Да, добро. Тоа се подразбира. Тоа беше есенцијално за да имаме дом, да се сакаме многу. Да. Сакав да има 2 спални. Значи ако прашуваш тоа кога го барав, станот како сакав да биде на источна страна и на источна страна е. Така, да. Сакав да ги има сите простори кои што еден нормален стан ги има. Со оглед на тоа дека овој стан не е огромен, зборуваме за стан од 60 квадрата и сепак ги има сите простори. Значи да има убава кујна, да е отворен простор, тоа ми беше важно. Во WC-то да има када, да е поголемо WC. Да има аквариум, да. Тоа е по фенг шуј. А, така, го правевте по фенг шуј станот? Да. Целиот е по... Па скоро да. Значи сите основни точки, ако зборуваме за тоа како треба да биде наместен креветот во спалната, значи дека нема електрични уреди во спалната, во собите кај што се спие. Ти се замислуваш ли во некаков поинаков тип на живење, проширување на просторот, купување на некој нов простор, некако поинакво домување во смисла куќа или некое семејно домување со неколку поврзани стамбени простори, да речеме за мајка ти, за тебе? Се замислуваш ли за во блиска или подалечна иднина некакво поинакво решение? Веќе почнавме да размислуваме за нешто поголемо, ама многу го сакаме овој стан и некако тешко ни паѓа да се разделиме од него. И сега размислуваме на таа тема што би направиле, а веќе има за некоја година ќе има потреба од уште соби. Да. Да. И јас на пример од секогаш многу сум сакала, никогаш не сум живеела во куќа, од секогаш многу сум сакала да живеам во куќа. Ама тоа е тешко изводливо со оглед на тоа што живееме во центарот на Скопје. Тука е скоро непостоечки се веќе куќите. Да. Мојата идеја за куќа е една планинска бравнара. И се надевам и работам на тоа да тоа наскоро се оствари. Во целиот динамичен ден, успеваш ли во однос на домакинството да си кажеш дека треба да ги рационализираш трошоците? Во смисла, ќе пуштам машина на ефтина струја или ќе готвам на плин или дали стигнуваш да размислуваш за тоа дека треба да се рационализираат трошоците како семејството, нели? Се зголемува, така се поголеми. Можеш ли? Признавам дека за тоа почнав да размислувам многу одскоро. Во смисол, до скоро не знаев ни дали има ефтина струја, кога е ефтината струја, што тоа. Што представува, да и кои придобивки би ги имала, да. Да. Се трудам некако во последно време, бидејќи, значи, имам, особено за перење алишта, имам премногу. Да. Ти верувам. Имам 2 деца, од кои што едното е беби, цело време е лом. Да. Се случува по 3 машини дневно да пуштам, например, и веќе почнувам да размислувам за тоа. Значи, викам, чекај, ќе чекам 10, а понекогаш сум толку многу уморна што заспиам у 9:30. Да. И не успевам 10 да фатам. Ама еве, сега почнам да размислувам на таа тема. Не е дека нешто многу го сменив однесувањето, ама се трудам. Фала ти, многу ми е пријатно, многу ми е кеф што се видовме. И мене. Ептан, да. И мене, да. Фала ви на вас што ни дојдовте на гости. Се надевам убаво ве пречекав со оглед на тоа дека со бебето нели малку сме тесни со време. Да. Све ни е јасно, сите снимаме деца или повеќето од нас. Фала уште еднаш. Представник од Евана зацвони на звончето. Човекот ми соопшти дека сме добитници на ваучер од 100.000 денари. Значи, среќата е голема. И ги поканувам сите да учествуваат и да ги подмируваат сметките на Евана навреме, би биле и тие добитници во некој наредно коло. Вредносниот ваучер се надевам дека многу рационално ќе го искористиме. Јас сум Наде Цветановска, моето семејство е добитник на ваучерот од 100.000 денари од наградната игра на Евана.
Фала Кристина за гостопримството и за отворената врата да бидеме првата екипа со камери која што има пристап до твоето царство. А сега дојде време за извлекувањето. Награди за штедлив дом доделуваме на сите корисници со ажурирани податоци од базата на Евана, избрани по случаен избор. Значи, случаен избор значи дека од цела една база компјутерот избира кориснички број онаму каде што ќе застане бројачот, рендом, нели, што би се рекло. Затоа сите лојални корисници со ажурирани податоци вечерва одново имаат шанса да бидат наградени. Кога сме кај ажурирањето на податоците, тоа знаете, се прави многу едноставно. Со пополнување на формулар на сајтот на Евана, во кој било наплатен пункт или приемна канцеларија на Евана Македонија, или со пополнување на формуларот што ви стигнал со сметките за електрична енергија. Кога ќе го пополните формуларот, не праќајте го по пошта, туку доставете го во која било приемна канцеларија или наплатен пункт на Евана Македонија со договор за закуп, купопродажен договор или имотен лист, ете како доказ дека вие сте собственик на тоа броило или на тој кориснички број. А кога веќе ги ажурирате податоците, дзирнете да не се провлекла и некоја неплатена сметка од Евана. И хоп, подмирете ја брзичко. Во процесот на извлекување секогаш имаме помош и поддршка од жири комисија која се грижи за регуларноста во секое коло и таа е составена од представник од Евана, представник од Публицис и нотар. Ајде, дечки, да земеме воздух и да почнеме. Секогаш прво го извлекуваме вредносниот ваучер од 100.000 денари наменет за купување на апарати за домаќинство. Чекајте, психички да се спремам за овој чин. 100.000 денари не се добиваат секој ден. Ајде, подготвена сум. Така е, подготвена сум за добитникот со кориснички број 004098639 од Прилеп. Му честитам на добитникот на вредносен ваучер од 100.000 денари. Значи, браво, браво, да си го искористите рационално и паметно и да уживате во апаратите и уредите што ќе ги купите за вашиот дом, канцеларија, викендичка. Но знаете дека имаме и 3 вредносни ваучери од по 30.000 денари наменети за купување на апарати за домаќинство. Ајде да видиме во чии раце ќе отидат. Малку ќе почекаме и ќе го добиеме за кратко првиот добитник на вредносен ваучер од 30.000 денари. Еве го гледаме на екранот, тоа е корисничкиот број 004681581. Така, добро го кажав, тоа е корисникот од Куманово. А сега да го дзирнеме и вториот кориснички број добитник на вредносен ваучер од 30.000 денари. Еве го, веќе го гледаме на екранот, тоа е бројот 007354562 од Радовиш. Еве го и третиот кориснички број, добитник на вредносен ваучер од 30.000 денари. Радост ми е да го представам корисничкиот број 004315315 од Канатларци. Од се срце им честитам на сите среќни добитници, но ајде сега да ги видиме и останатите 20 добитници на сетови за енергетска ефикасност, составени од мерач за електрична енергија, тајмер и метеоролошка станица. Ќе почекаме за секунда компјутерот да ја реши оваа загадка и да ни ги даде на екранот сите 20 среќли. Еве ги. На екранот ги гледаме сите 20 корисници, добитници на сетови за енергетска ефикасност. Ако дзирнете подобро, ќе видите дека скопјани овој пат се посрекни од останатите македонци, добитници на сетови за енергетска ефикасност. Значи имаме добитници од Скопје, од Пиперево, од Прилеп, од Октиси, Мерово, Крива Паланка, Виница, Гостивар, Струмица, Тетово, Штип, Богданци, Кавадарци и Виничани. Останатите се од Скопје. Честитки до сите! Ова е крај на денешното извлекување и последна средба од нашето дружење. Извештајот од ова извлекување ќе го најдете во рок од 3 дена на веб страната evana.mk, но целата емисија, како и сите претходни емисии, ќе ги најдете на нашиот канал на YouTube на Гости кај. Кога ќе ги подигнувате наградите, не заборавајте да носите со себе лична карта и сметка од Евана како потврда.
Велат дека електричните уреди што поддржуваат стенд-бај режим треба да се остават вклучени само при неопходни случаи. Па убедена сум дека на истиот режим е и Евана во поглед на наградувањето, тие секогаш хибернираат за да смислат подобар и покреативен начин да ги израдуваат своите лојални корисници и да им ја демонстрираат и покажат својата грижа и поддршка. Се гледаме во некоја наредна прилика. Добра ноќ и уживајте во летото.